Фатална неизвестност и се заканува на текстилната индустрија за релативно краток период. Обемот на работа се намалува драматично, а во ризик се работничките од средна и возраст пред пензионирање. Нарачките од странските партнери се пренасочуваат кон Египет и Мароко. Состојбата е алармантна и во просек оваа дејност губи по еден клиент дневно. Примерна причина е цената и продуктивноста, поради што без екзистенција може да останат текстилните работнички кои имаат повеќе од 50 години. Објаснува Ангел Димитров од Организацијата на потрошувачи. Работата засега продолжува, но што ќе се случува понатаму ќе се знае на почеток од идната година. Тогаш, според Димитров, ќе се одлучи дали ќе се стави клуч на овие текстилни капацитети. Во тој случај, работата ќе ја загубат работничките, кои до остварување на правото за пензија имаат уште 10 до 15 години. Во такво сценарио, состојбата во Штип би потсетила на онаа пред 30 на години, кога илјадници стечени работници социјално очени протестираа низ градот со месеци. Што треба да се превземе за ова сценарио да се избегне? Социјалниот диалог е онај кој што треба сега да биде ставен во функција, односно овие изјави кои што ги даваат организации на работодавачи, особено од текстилниот сектор, треба да ги наведат пред сите релевантни фактори. Тоа значи пред синдикатите, пред граѓанските здруженија, пред локалните самоуправи, пред власта. Значи единствено со социјален диалог може оваа состојба да се подобри, односно да почне да се гледаат други начини за текстилната индустрија да не го доживее тој колапс кој што го разговаравме и го имало во градот Борон во Шведска.